корупција и мито, болка стара од времето на Тито, поминува решето и сито, ги прави пепел сите од овде до Еквадор и главниот град Кито. Две ноќи полна месечина. Око не затворив. Се повампирив. И како да не се повампириш? Дојдова, влегова. Ме соблекова, ме цицава. Кажете, ке прашате кој, како кој? Вампири! Вампири! Како лилјаци прво влегува. Отворено нели дека се превртуем полна месечина и влагаат лилјаци. Лилјаци и како влегува. Ја мислев сањам, тријам очи, викам чекај, гезвето со вода ладна од чешма го истурам, која ладна од чешма, као за кафе вода на од чешма. Не ми текна од фрижидерва каде да истурам. Се трансформираа во тоа. Вампири, врколаци, шо викам бе. Кои сте бе вие? Викам, ние сме тата, овој вампири. Викам, што сте? Па вика, тата, овој вампири, 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 цицачи, вика, цицачи. Со кое добро, викам, добри луѓе во вакво ниедно време ми влеговте на полна месечина. Вика, ние сме прав внучна на българот Владлен Дракулев. На кој викам? На българот, вика прав внучња на българот Владлен Дракулев. Чекајте, викам, а знаеш, ја ги гледам дека се тата овој вампири, потоа се качите овака, овој, татниците. И ја ги гледам дека се, ама викам, чекај бе, кој викам, да не мислите, викам, на овојот романецов од Трансилванија, викам, на Влад Дракула, на гроф Влад Дракула, да не мислите. Тој викам од Трансилванија, тој не бе, викам, бугар, тој или унгарец или романец е горе, најверојатно романец е, викам, од кај? Не, вика, како, вика, Влад Дракула, тој е Владлен Дракулев, и не од Трансилванија, вика, од Русе. Хај, викам, ке ви верувам, нека од Русе. Шо кој е добро, викам, сте тука доени? Вика, да цицнеме нешто. Аха. Викам, знаете шо конкретно сакате да цицнете? Вика, ми вика, се знае шо сакаме да цицнеме ние вампирите. Вампирите, да, вампирите. Аха, викам, добро, може смути, сакате да ви дам да цицнете смути? Не, вика смути, викам, джус некој ладен од фрижидер да цицнете? Не, вика, ни тоа, вика, дај. И кај друго си сакаме да цицнете. Аха, викам, добро, хајде тогаш, викам, ако сте дошле за цицање, цицајте. И ме цицава и ми 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 вика, цицај ти пиздати материна, цицај ти пиздати материна. Викам, не цицам јас, не цицам, ке цицате вие. И цицава се, и целиот ми цицава. А вика, цицај пиздати материна. Нема, цицајте вие сте за цицање, сте дошле овде. Нема ја што да цицам. И ме цицава и ме изцицава и сега сум празен ко куфер. Кажете како може куфер празен? Така викам, куфер ко куфер празен, ме изцицава и ме изцицава. Убаво ме изцицава, убаво. Добри некои луѓе, добри. Прав внучња на велат българскиот гроф Владлен Дракулев.
За цицање беа дојдени. Јас знаев тоа со полната месечина нешто не е окей, а се превртува на полна месечина нешто, знаеш како некој немир, некој ова, некоја, додека не влега овие лилјациве вампири, цицачи. Вампир, добра де цицачи, лилјаци, вампири, цицачи битно. Така да, муабетот шо ми е уствари, луѓе мои, пријатели, пријателки на Фејсбук, вечер, мислам, не е полна месечина, вчера и завчера беше, значи на полна месечина затварајте прозори. Не дека цицање, не дека ако ви влезат овие лилјациве вампири, не дека цицањето лошо ќе ви падне, тие си цицаат, и ништо лошо не те прават, убаво ќе земе, ќе ти сцица, овај, супер, значи супер. Баш ќе те смири од тоа полната месечина немир што ти стварне кој се склет овдека, кој ќе влезат овие вампириве, лилјациве вампири, кој ќе влезат, кој ќе фата да цицаат, како ќе те ја исцицаат, цела негативна енергија и ти си после тоа бајчи одма заспиваш и мирен си и нема тоа, се гледа дека се прав внучње на българскиот гроф Владлен Дракулев, се гледа тоа цицањето треба да има овакви, си има тука и гени, да генетски предиспозиции шо велат има тука, не е тоа само, тоа е вродено да се цица, историски гледано таа сорта на вампири била многу добро упатена во цицањето. Има и големи државници, има зборено дека оваа сорта на вампири дека се врвни мајстори во цицање, во исцицување на негативна енергија, да земе така да ти исцица убаво целата негативна енергија, да ти ја земе и да овакво. И големи војсководци имаат кажувано за нивните цицачки способности, да кажеме, појма немам. Имаше еден Јосиф Висарионовиќ, например, он се фалеше дека на големата терапевтска моќ на оваа сорта на овој вампири за цицање. Пред него имаше еден Адолф, исто така ги исфали дека одлично го цицаат и цела оваа негативна енергија може да те исцица и да спиеш мирно кога е полна месечина. После нив имаш еден Никита, после Јосиф Висарионовиќ беше тој Никита и он исто, да кажеме, се фалеше дека добро цицаат, да. Па после него имаше уште еден Леонид, после Никита исто имаше еден Леонид, исто руски, некој цар беше таму. Појме исто вика, овие се за така вика. Едноставно тоа е генетска предиспозиција, талент, тоа е едноставно посветеност во цицање. Значи они се и башки посветени на култот на нивниот најголем предок, најславен предок, грофот Владлен Дракулев од Русе. Тој бил многу познат гроф, исто цицач. Ама, да, не е битно што бил, само си бил бугар, ама не е битно тоа, нема никаква врска, овие се вампири, што знам вампири, дали што знаат што е национално се. Ама овој бил бугар, тој Владлен Дракулев, некој си од Русе, некој си гроф таму, цицач. Затоа вие се цицачи како него исто, да знаат. Значи цицаат. И вика, па му цица и на еден паралелно на тоа што му цица на Никита или на Леонид после Никита, тие руски цареви беа, му цица и на еден нивни, исто така, од нивниот сој, тој Тодор се викаше. Тошка на Галеново вика, и на него му цица, да, на него исто јако му цица. После 90-та година, да кажеме, забораја дека биле цицачи едно време, забораја дека цицале на сите овие претходно што набројав, и уопште не се сеќава дека се цицачи. Тоа беше мала некоја појма, немам, посттрауматска амнезија, кај што веројатно подзаборавија дека се и потомци на прав внучиња на
българскиот гроф Владлен Дракулев. Ама се подсетија. Минаха години, няколку години, они се подсетија как дека чии се потомци и пак се вратија на цицањето со сета нивна генетска предиспозиција, талент, страст, посветеност, што имаат на цицање. После почнаа да цицаат, нели, да цицаат претежно. Они, у принцип, цицаат кај што ќе осетат преголема негативна енергија и голема моќ. И они тамо одат и тамо цицаат. Да. Мене дека полната месечина, иначе, па така ме напуни со сркле со негативна енергија. И веројатно, да, осеќаат некоја моќ кај мене. Некоја моќ, да, некоја таква потентност, потентност во смисла на моќ, тоа значи моќ, потентност. И така, и обично и сега, знаеш, и отида, и после тоа, знаеш, вака ќе дојат кај некој, и после тоа идат горе негде цицаат, нагоре, према север. Има други кралеви тамо, цареви према запад поправо, натака. И тамо цицаат, сега бајги се тамо по цицање. Тоа идат и на исток до душа, еве така. Има тамо доста од нивниот сој, ограноци, кон истокот. Имаат ограноци, пошто, нели, ради нивните конекции, цицачки, да, што ги имаат со некои руски бивши цареви, и така, и некои земји со кои што владеат тие цареви руски, а сега не се више тие руски земји, сега се поише наклонети исто на цицање, пошто овие ги имаат заразено веројатно со цицање, овие правнучињава на овој българскиот гроф Владлен Дракулев. И имаат и доаѓаат такви кај нас, сакаат да цицаат. И дојде сега и тој еден на, како се викаше, тој министер некој на надворешни на Литванија дојде. Некој на Курдис ли беше? Курдис. Ова на П со малце на албанско-англиски акцент. Курдис! Дојде тој еден Курдис од Литванија, дојде, министер за надворешни. И дојде и сака, и он вика, и јас малку да подцицам, сакам. И вика, и овој цицачов од Литванија вика Курдис, така се викаше, мислам. Вика, Курдис, мој, овој, у превод би му дошло на нашки, нели така. На Курдис, овој, како би му дошло од енглески превод, не е битно сега. И дојде тука. И сакаше да цица. А вечер ноќта полна месечина, овој дојде тука. А Мондински дојде. Онда дојеше, пример, вечерта да излезеше така, јавно или на прес, може и ке не изцицаш, убаво ке цицнеше јако. Ама вака он преку ден дојде, ние преку ден немаше полна месечина. Тоест, не се гледа, иначе има. А смирени ние вака преку ден, немаш гали у работа си, навечер саклет од това. И почна избореше, тој сакаше да цицне убаво, да не изцица таа негативна енергија, да не научи како треба. Па вика, само направите уште ова, оти ние, вика, кога дојде време да станеме цицачи, не на руски цареви, но и од запад цареве, ние, вика, без проблем дадовме се што побара од нас, само да цицнеме малце од нивната енергија, од ова. Шо дадов? Вика, дадовме, вика, цела атомска централа, рековме, нема атомска енергија да произведуваме, ви, тоа, вика, дадовме централата и, вика, добивме, вика, влез во унијата. Да. Вика, што е проблем сега за вас? Добро ви, свесен, вика, свесен сум ја дека вие треба да дајете нешто повеќе од атомска централа. Уствари, он тоа го изедначи идентитетот, јазикот, името, историјата со атомска централа, они што требале да дадат, за да ги пуштат. Да мислите, они само атомска централа требале да се откажат, за да влезат за да може да цицаат убаво горе, као вие европскиве цареви. Ама нас, му викаме, ние, Цунски требаше ту, Тимчо. А тука требаше одмаш со твојот амерички нагласок да му влезеш. Онака директ и да го тука да го омекнеш, онака одма, кој ќе те чуеше амерички акценот, кој ќе го омекнеше,
Абе, мислам дека ќе речеше одма не мора ништо да давате. Ја да сум мене да ме прашате, јас одма ќе ве примам без од ништо да се откажувате и може ќе ти цицнеше тука одма Тимчо, на енглескиот, на овој америчкиот акцент што го имаш, Тимчо, акцентот ти брате. Ја разбирам, жени, ама жими све кажеме после она изјавата на Тимчо на амерички што ја даде у Дубровник, каде беше тоа, значи жени по 5 пати ко мене го пуштале така по дома и мужеви им рекле ако шиднаш Тимчо ми го пушти, ти се разведам. Така им зореле живи све, не ве лажам зо. Така ви каже една, вика, мужи рекол, ако штеднаш Тимчо ми го пуштиш, ти се разведам. Значи нема тоа акценат у пичку матерно, брат Тимчо. Него за овој да се вратам кај овој Цицачов исто. Не, вика, ништо вика, само тоа вика, шо е вика, ние од атомска централа се откажавме, па можете ви од идентитет, мада вика, јас знам вика дека тоа не е исто, али исто е, али не е исто, али уствари исто е, можете да се откажете и ќе ве примиме во Европска, пишете се бугари дека сте шо, дека Тито ве создало 45-та, дека јазикот ви е бугарски, шо е проблем, ние атомска централа се откажавме, ви од јазикот, идентитетот, името, вика, знам дека не е исто, али е исто, за мене, мислам. Така, они, Литванија, министер за натурешни на Литванија. Иначе, драги мои пријатели, да ви кажам, Литванија последниве години има пишано неколку парични казни, десетици парични казни, на полски и други малцинства кои живеат во Литванија, затоа што ставиле двојазични написи дури и на приватни имоти. Пример, ако е пољак, пишува на имотот на полски и на литвански. И добил пример казна за двојазичен напис од 12.500 евра. Или таа, или тој, или било кој. Литванија е позната по тоа што после Првата светска војна, кога станува самостојна држава, го вовела процесот на литванизација. Тоа значило доброволно или присилно асимилирање на малцинствата во Литванија, значи руси, пољаци, евреи и други. Насилно им ги минувале презимињата ако не ќе доброволно. Например, ако бил Куртинаичиус со некоја словенска наставка, полска, Куртинаичиус бил преименуван во Куртинаитис. Имаше и таков познат кошаркар на Литванија на времето, Советскиот сојуз уште кој беше. Куртинаитис. Добар играч. Шутер. Не е битен тој. Ви текнува вака кој ги менјал презимињата в нашата историја заедничка што ја имаме с еден наш сосед. Ви текнал насилно кој ги променувал имињата, презимињата. Текнува, кои што нормално претходно насилно ги преземале од нас. Од словените, пошто ни дошле како како прав внучиња на прав внучиња на българскиот гроф Владлен Дракулев, како така дошле. Па земале презимиња и после насилно ги побугарчиле, па после секој што сакал да се презиве другачие го менјале во ов. Како е исто. Значи процес на литванизација постоел, како што сега постои у Бугарија процес на бугаризација од 150 години стар. Кај што треба соседна држава целосно да ја бугаризира, таков им е планот. Сите да се пишат бугари. Не постои ништо што тој народ нивни соседен не поседува. Оти бил измислен. Оти Тито ги измислил. Оној Хрватон, што немал доперни точки со македонци у животот, од поголемиот дел од својот живот, тоест првата третина од животот, немал доперни точки, али му текнало дека има македонци, дека тие треба да имаат своја држава. А му е беше матер, луда работа и од нигде никаде му текнало, нели? На Хрватов. Значи не бил ни србин и создал народ кој што е србомански. Хај сега лудилова на овие на прав внучињава на българскиот гроф Владлен Дракулев, оди најди го НЗС-то тука кај. Значи не измислил Хрват како србомански народ. Луда работа. Ненормална дори, шизофрена, но знаеш, од многу цицања понекогаш си се помешуваат виугите у глава. Не знаеш шо правиш. Знаеш кој ќе ти се замрсат виугите у глава и почне да ти шмелцуе, краток спој овона. А тие
овие потомциве на гроф Владлен Дракулев се познати по шмелцуење угла, по кратки спојови, пошто они се па и подоцна, па еден нив исто предок, па со струја се занимава. Бил многу познат струјаджија. Нонстоп фазомер носел со себе, смисло некој тама работи со струја. Николај Тесличков, така се викал тој познат научник, после станал со тоа. Фазомерот се шетал со тоа. Одека, да. И затоа тие не, значи ја не им се љутам на овие прав внучињава на гроф на българот гроф Владлен Дракулев, зашо имаат кратки спојови. Нормално ти да ти е предок Николај Тесличков, нормално дека струјата угла двофазна, трофазна ти прави проблем по нега, тоа кој ќе дојде до краток спој. Не е боже ако севне некоја молња, некој гром да ги кара, каша, попаре ме угла. Врска нема тој, и после цицаат за да се смират. Знаат, добро цицаат, луѓе. Јас само, ама ви викам, ако можете толку цицење да издржите, па вие кога е полна месечина, ставите ги прозорите отворени која. Ќе влезат, ама треба да се издржи тоа, да се разбереме. Цицаат, брате, го зимаат, те зимаат ко баба внуче и цицаат. Те цицаат, а баба внуче знаете како зима. Така го зимаат, овој го зимаат, те зимаат. Пичко матер. И кај мене ко Николај Тесличков да ми е нешто кратки споеви у глава ми се дешава. Да. И ете така, тој дојде, тој Кордес, што би рекле малце на Broken Albanian, Кордес, кур мој, кур овој, дојде да ни каже на нас што треба да дадеме, да се откажеме, типчињата кои што доаѓа од земјата, која што имаше и квислиншки режим у времето на нацистичка Германија, Барбароса операцијата која тргнаа на Сталинград да го освојат, на Москва, кој што имаа план за литванизација на население, присилно асимилирање на полското и на еврејското и на руското население. Па не знам сега како би било ние да му порачеме него, дај нека го отворат уставот тамо, нека пиша дека се толку и толку руси, толку и толку пољаци, толку и толку ова, нека им дадат, место да им ги затвараат училиштата, како што правеа, да им ги намалуваат. После, откога станале овие држава на ваква, после Прва светска војна самостојна држава, они многу, рецимо, полски и еврејски училишта ги намалиле, така, некои да ги укинале, така, да. Некои морале на литвански да почна да учат така, пошто многу се фини тие, да. Тоа ви е денешното Европско царство, драги мои. Збирштина на вакви збирштина на вакви потомоци на българскиот гроф Владлен Дракулев и сите негови со овие истомисленици, следбеници, кои што во одредени историски периоди добро цицале, кај некои цареви, па, знаеш, научиле од нив и некои други работи, да, научиле така, како да бараат непринципиелни нешта, да бараат од соседните држави и тие да се потатат, овој да се повампират, повампират. Ама, сега, ја би сакал да сум потомок прав внуче на еден таков гроф, како што бил българот Владлен Дракулев, ама јас сега не сум. Не сум, ја не можам на сила да се правам нешто што не сум. И не можат они со неколку убави исцицувања да ме натират ја, знаеш, да станам од нивни сој. Ја им благодарам што ме исцица убаво. Ми ја исцицаат цела негативна енергија. На полна месечина ме смири, а после тоа ко бајче сум заспал. На такво цицање кој нема да заспие убаво ко бајче. Значи, за цицање, значи, цицате свака част. Свака част. Ја ве препорачувам, вие од вашиот сој, од овие прав внучињава на Владлен Дракулев, значи, еве, топло ве препорачувам секаде. Кој сака нека ве покани, ништо, ни леб бараат, ни вода бараат, само да цицаат. Ке влезат, ке си цицаат, убаво ке, пак у тоа лилјаци, и ќе си одлетаат низ прозор. А вие мир бајче,
Ама цицањето е волшебна ствар. Многу добра терапија, особено кога е полна месечина, така неколку дена поред. Се надевам вечер дека не е исто, не знам вие што се занимавате за тие работи, да кажете дали вечер има полна месечина. Мислам нема, али ако има, да отворам па прозориве отворени. Јеби ga сега, си знаат знање, овие вампириве, овие лилјациве, вампири. Прав ночињава бе на българот Владлен Дракулев од Русе. Ај чао.